Религијата и религиозните институции мора многу повеќе да се вклучат во надминувањето на светските конфликти и создавањето на мир, а не да одат рака под рака со одредени политички лидери во креирањето на војни. Ова беше една од главните пораки, упатена на третата светска конференција за религиски диалог и соработка, која што започна во Крушево. Значи, ако вие сакате да го зголемите конфликтот или да го зголемите интензитетот на конфликтот, вие ја внесувате религијата. Значи, политичката елита многу вешто ја внесува религијата од една страна, од друга страна, одредени религиски кругови манипулираат со содржините на светите книги, како што е Библијата, Куранот, будистичките свети книги, ги первертираат, фашизоидно ги изместуваат деловите од светите книги и на тој начин, кога ја внесуваат религијата и религиските чувства, конфликтот легува во многу повисок интензитет. И затоа, гледате, секој конфликт почнува со рушење на некој религиски објект. Тоа не е случајно, како што почна војната во Украина со рушење на црквата во Мариупол, и сега гледате што се случува во Иран, што се случува во Газа, Палестина и така натаму, секогаш еве во Сирија вчера имаме, нели? И она што е жалосно, сега и религиската елита е во функција на разгорување на конфликтите. Наместо да ги смирува конфликтите, таа ги разгорува, особено тамо каде што имаме војни. 70 еминентни професори од целиот свет ќе упатат порака за тоа дека неминовна е религијата многу повеќе да се вклучува во решавањето на конфликтите, отколку истата да се остава настрана или пак да се злоупотребува од одредени екстремни структури. Нешто што го потенцираат и самите религиозни заедници. Живееме во еден нестабилен свет, јас би рекол дека живееме во еден свет кој има условно би рекол поинаков квалитет од тоа што го познававме пред 5, пред 10 години, пред 15 години и така натаму. Зошто тоа е така? Затоа што гледаме дека се повеќе, односно се извинувам, се помалку има правила на игра, превладуваат одредени интереси на државите кои имаат голем геополитички презнак и големо влијание во светски рамки. Пораката е јасна дека постојано треба да се поттикнува религискиот диалог, дека тоа е единствениот начин и единствениот пат да се обезбеди потребната соработка. И повторно ќе нагласам, државите се предодредени да соработуваат и не гледам причина дека овие прашања треба да бидат постојано да се актуализираат. Ако конфликтот прерасне во религиски конфликт, тогаш неминовно е дека страдањето на сите кои што ќе учествуваат во тој конфликт е многу поголемо отколку во конвенционалните или конфликтите од други причини. Затоа верските заедници не смеат да бидат одминати. Од една страна самите мораат да бидат на висината на задачата и да бидат свесни за својата улога во општеството, никако да не мотивираат радикализација, туку да поттикнуваат дерадикализација и да се трудат во воспоставувањето преку еден диалог во надминување на разликите и преку тој диалог да дојдеме до решенија кои што ќе бидат за општото добро на сите, а имали подобро добро од тоа да живееме во мирно, спокојно и просперитетно општество и во исто таков свет. Оваа светска конференција за религиски диалог и соработка ја организира Центарот за интеркултурни студии и истражувања при Филозофскиот факултет од Скопје.